вечер од Вашингтонова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Многу веројатен втор круг на гласање за председател на Авганистан. Гласање и во Советот за човекови права во Обединетите нации за наводни воени кривични дела сторени во појасот Газа. А детето од Колорадо, што светот вчера во живо го следеше на телевизијата, не било во балонот. Вашингтон Пост вели дека истрагата по наводите за нерегуларности во августовските избори во Авганистан ќе донесе втор круг на гласање меѓу председателот Хамид Карзаи и неговиот најблизок конкурент. Весникот вели дека Комисијата за изборни поплаки, поддржана од Обединетите нации, го намалила бројот на освоени гласови од страна на председателот Карзаи на 47%, што е помалку од 50% колку што му се потребни за победа без втор круг. Прелиминарните резултати објавени минатиот месец му дадоа на Карзаи 54% од гласовите. Неговиот главен противник, поранешниот министер за надворешни работи Абдула Абдула, имаше 28%. Афганистанскиот амбасадор во САД вчера кажа дека втор круг е многу веројатен. Вашингтон Пост цитира американски представник кој рекол дека гласачките ливчиња за втор круг со имињата на Карзаи и Абдула веќе пристигнале и дека најголем предизвик сега представува обезбедувањето. Советот за човекови права на Обединетите нации усвои извештај што ги обвинува Израел и палестинците за воени злосторства во сударот во Газа од пред речиси една година. Извештајот ги повикува обете страни да спроведат истрага во рок од 6 месеци. Во спротивно, Советот ќе го препрати случајот до Меѓународниот кривичен суд во Хаг. Израел наводно не презел неопходни мерки да го заштити населението што не учествувало во сударот, а Хамас лансирал проектили на израелска територија со намера да повреди цивилно население. Обете страни ги порекнуваат тврдењата. Американските власти го пронајдоа детето за кое се предпоставуваше дека синоќа одлетало во балон со хелиум во сојузната држава Колорадо. 6-годишниот Фалкон Хен бил пронајден како се крие во кутија во гаражата на својот дом. Првично се стравуваше дека Фалкон влегол во големиот балон, летало што го направил неговиот татко и што полетал од дворот кога се одврзал. Тоа предизвика несекојдневна грозничава потрага по балонот, пренесувана во живо на ТВ мрежите, но полицијата откри дека балонот е празен, кога конечно по 2 часа следење тој се приземи. Угледна истражувачка фирма за енергија од Велика Британија вели дека светските резерви на нафта ќе почнат да пресушуваат во наредните 10 години. Повеќе за ова во продолжение. Светската побарувачка на нафта е неодржлива. Ова е предупредување во нов извештај објавен од Меѓународната енергетска агенција на Министерскиот состанок во Париз. Според Енергетскиот истражувачки центар на Велика Британија, светското производство на нафта ќе биде во зенитот пред 2030-та. Авторот на извештајот Стив Сурел вели дека глобалните резерви може да почнат да опаѓаат и пред тоа. Според природата на нештата, производството ќе почне да опаѓа во одреден момент и никаква инвестиција тоа не ќе може да го промени. 10, 15, па и 20 години не се толку далечна иднина. На средбата на министрите на 28-те членки на Меѓународната енергетска агенција се разгледуваа клучните предизвици со кои светот денес се соочува. Цената е една од нив, според извршниот директор Нобуо Танака. Ерата на ефтина енергија заврши. Тоа е нашата порака. Светот во моментов произведува околу 85 милиони барели нафта дневно. Производството ќе порасне над 100 милиони барели пред резервите да почнат да пресушуваат. Некои со оваа проценка не се согласуваат. Велат, новооткриените нафтени полиња во Ангола, Бразил и во заливот на Мексико ќе задоволат побарувачката. Сорел не верува во тоа. Дури ако направиме најоптимистички предпоставки дека ќе има инвестиции и дека овие области ќе бидат со отворен период, доказите упатуваат на тоа дека изворите сепак се ограничени на овој временски период. Иако рецесијата и популарноста на економични возила ја намалија побарувачката во Соединетите Американски држави, ОПЕК, Организацијата на земји членки извознички на нафта, вели дека побарувачката на нафта расте повеќе отколку што се очекувало заради подобрената глобална економија и зголемената потрошувачка во земјите во развој. Во поголемите американски градови на велосипедите се гледа како на грижа за човековата околина.
Во 2008 година 185.000 њујорчани на работа оделе на велосипед, што е 35% повеќе од претходната година. А сега една њујоршка фирма ги учи граѓаните како да си направат велосипед сами. Велосипедистите во Њујорк се насекаде. Има брзи велосипедисти кои се рекреираат и се разбира курири на велосипеди. Но сега се јавува уште еден вид велосипедисти, на велосипеди од бамбус, благодарение на група иноватори од Бруклин кои ги учат луѓето сами да си направат велосипед. Собственик на студиото е Марти Одлин. Тој вели дека бамбусот е одличен материјал, издржлив и го има во доволни количини. Бамбусот што ние го користиме расте насекаде низ Њујорк. Одиме главно на места каде има големи количини и луѓето на чии имот е бамбусот се среќни што ги ослободуваме од него. Одлин и неговите партнери работат во мало студио каде развиваат прототип на бамбусов велосипед, што се обидуваат еден ден да го продадат. Компанијата одржува викенд класови за обука на луѓето кои сакаат да научат како да прават сопствени велосипеди. Часовите не се ефтини, чинат $1,000 за клас, но Одлин вели дека парите се за добра кауза. Целта е со профитот да се извезе технологијата за правење бамбусов велосипед во државите во развој. Велосипед во држава во развој, како на пример во Кина, денес е околу $110 до $120. Бамбусов велосипед во локално производство би бил околу $55. Тоа ќе значи средство за масовен транспорт за мали пари, што голем дел од популацијата ќе може да си го дозволи. Part of the population that can't afford it right now. Одлин вели дека за сега тој и неговите партнери повеќе вложуваат отколку што профитираат, но верува дека тоа брзо ќе се промени. Во меѓувреме не треба да се грижи за својот превоз. Во понеделник во News Flash, повредени ветерани, кауза на еден новинар. Гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. Убав викенд, до гледање.